Ајде сега да се продолжиме и со други теми. Во студиото тука мојата колешка Ирина и ја пречека нашата следна гостинка, доктор Горица Дачевска, дерматовенеролог. И добро утро, добре ни дојдовте. Ке зборуваме за она за што сега во моментов сите нас не е засега, како да се заштитиме од сонцето, како да си ја негуваме својата кожа, како што впрочем изгледате вие и си ја негувате вашата, па ќе ни споделите тајни ваши искуства, но и за убодите од инсекти, кои што ги има во голем број. Да. И нивна заштита и секако третманот. Ајде, благодарам за убавата најава. Еве, како што кажа и наша Слободанка, во следниве 20 минути ќе зборуваме за нешто што е веќе актуелно периодов, веќе и календарски за неколку дена ни пристигнува и летото, а со самото тоа заштита на кожата и секако заштита од убоди или угризи од инсекти. Наша и ваша гостинка во следниве 20 минути, доктор Горица Дачевска, дерматовенеролог и собственик на приватната здравствена установа, која што го носи незиното убаво име, доктор Горица. Доктор Горица, добро утро, еве вака официјално, ние си видовме, си разговаравме пред да влеземе овде во студиото. Ви благодарам што покрај сите обврски кои што ги имате периодов и со вашите пациенти, сепак одвоивте малку време за нашите гледачи, нашата публика, да споделиме она што е важно, а тоа е кожата. Најголемиот орган на човековото тело. Преминуваме од едно студено време, кај нас некако нема пролет, некако од зима веќе на лето. Како да ја негуваме, како да ја подготвиме веќе кожата за овие високи летни температури кои што следуваат? Најпрвин добро утро до вас, поздрав до сите гледачи, благодарам за најавата. Кај нас нема пролет. Некако одиме од многу ладно во многу топло и кожата нема време едноставно да се прилагоди. Така да голем број на пациенти доаѓаат и прашуваат што да правиме, докторка, во однос на креми. Таа крема која впрочем толку и толку сум ја платила, наеднаш почнува да ми смета, почнува да ме поти, почнува да ме чеша. Да, многу е битно, значи правилната нега во летниот период конкретно. Најпрвен декоративната козметика треба да ја сведеме на минимум, значи некогаш кога се мора да изгледаме пристојно, меѓутоа во овие жешки периоди задолжително да користиме заштитен фактор или пак ако веќе немаме во тој момент да кремите што ги користиме за редовна нега имаат минимален заштитен фактор. Кога станува збор за заштитен фактор, многу често пациентите се информираат која јачина да ја користат. Така да во случај ако нашата релација од работа дома работа значи е многу минимална, ако изложена на сонце, тогаш тие креми може да имат и 15-20 заштитен фактор. Меѓутоа во однос ако поминуваме подолг временски период на сонце, тогаш тој заштитен фактор треба да биде 50, меѓутоа треба да биде и 100, зависно од конкретно нашата здравствена состојба. Пациенти што имаат веќе операции на лице, на глава, по раце, се информираат и се плашат затоа што заштитата е навистина многу битна. Кожата е орган кој памти. Сето она ние што го вложуваме во кожа, може би не во кога сме во многу помлада возраст, меѓутоа кога ќе станеме повозрастни, кожата е таа која ни кажува како и дали правилно сме се негували, како сме живееле. Се повеќе млади родители доаѓаат и се информираат и прашуваат, бидејќи знаете како постојат многу информации, па можам да кажем и дезинформации, дали да се користи или да не се користи заштитен фактор. Толку многу се загрижени да одредени пациенти и сметајќи дека тоа е едноставно многу штетно за нивото. Заштитниот фактор? Да, и почнуваат тоа да не го користат. Кога мене ме прашуваат, јас како дерматолог, сметам дека задолжително треба да се користи заштитен фактор, треба да се чита и спрема возраста да се користи правилна да се земе правилен заштитен фактор. Никако заштитниот фактор кој користат деца, сакајќи некогаш можеби ние да заштедиме, го користиме ист.
Не. Тој има посебен филтри, тие имаат физички филтри, значи за нашата кожа потребни се. Едно е за дечиња, друго е за возрастни. Друго е за возрастни. Така да не мора ние да го земеме најскапото, затоа што на пазарот на вистина има многу голема палета на производи, меѓутоа сепак тоа да биде за возрастни. Сега летните одмори ни се веќе во тек, користат луѓето и стари одмори. Месец јуни сонцето е високо во зенитот, УВ индексот е многу висок, 9-10. Кажавте дека треба, доколку ни е кратко изложеноста на сонце, може и не треба така. Меѓутоа, што е доколку се оди на плажа? Да, тогаш задолжително заштитен фактор со висок SPF. Пак кажувам, дали тоа ќе биде 50 или ќе биде 100, зависно дали имаме некоја хируршка интервенција пред тоа или не. Препорачувате како дерматовенеролог сончање и колку? Видете, овој временски, витаминот Д е многу битно. Ние сме многу сончева земја, меѓутоа постои така еден голем недостаток на витамин Д во нашето население. Така да секој втор, трет пациент, кога се прават контроли на витамин Д, постои недостаток. Така да, здраво е сонцето. Меѓутоа, сето тоа да биде умерено и нормално, не во оној период кога УВ индексот е многу висок. Односно, у периодот, значи, од околу 11 до кај 16 часот, значи тој временски период да се едноставно заштитиме. Но луѓето мислејќи дека, конкретно спомнавте, одмор, ако ние се повлечеме под сенка, а сме тука, значи повторно сме изложени. Значи треба да бараме сенка која е природна, не од чадор, да. Од дрвја. Така да, од дрвја, тоа е најубава природна сенка. Така да и кога ме прашуваат дали докторка јас да го сунчам моето бебе, никако директно изложено на сонце. Значи доволно е да биде под природна сенка. Едноставно организамот ќе си го добие тоа што му фали. Сега по сончањето, по бањањето, сепак треба кожата си е веќе и самата, претпоставувам, сува и можеби измалтретирана во наводници од сонцето, од солта. Потребна е нега и после тоа, нели? Потребна е, значи пред се некога изложување на сонце, бањање, да си го отстраниме тој заштитен фактор, затоа што тие заштитни фактори се, грото од нив се водоотпорни. Значи да ги отстраниме и да нанесеме соодветна крема за хидратација. Никако се и се што да нанесуваме, затоа и да гледаме рок. Многу често тука грешат пациентите, затоа што користат млека кои од лани, да, нека провера задолжително, затоа што алергиски реакциите како се големи, некако го поврзуваат, да, имаат алергија на сонце, да, меѓутоа, јас докторка се направив и на крај дајте да видам што сте користеле, гледаме дека е тоа со поминат рок. Или пак не е соодветно чувано. Така да, тука многу да се пази. Тука многу да се пази, затоа што многу се јаки тие алергиски реакции. Од сонце? Не, од препарати со поминат рок. Навистина, многу се бурни тие алергиски реакции пациентите. Ај тоа одморот што им се упропасти, меѓутоа времето и парите кои ќе го потрошат на лекување после тоа, навистина не може да се мери со ништо. Да, така е. Сега летниот период, пролета, летото си носи инсекти со себе. Ке се вратиме ние потоа, ако имаме се уште време околу заштитата од нега на кожата во сонце, во летниот период. Оно што е сега исто така многу што има, комарци, пајаци, ми кажавте и некои други животинчиња. Да, има доста, значи доста има каснување од инсекти, од болви, од тафтабити. Така да, сето ова миграција... Како да се заштитиме? Па едноставно треба прво да пазиме каде одиме, што правиме, каде седнуваме, да се намали можноста пробување на облеки, затоа што е доста, скабиесот е доста актуелен, односно шугата, бидејќи миграцијата на луѓе од секаде, ние сите сакаме убаво да изгледаме, нели? И затоа одиме, посетуваме молови, меѓутоа многу да се пази, затоа што шугата порано, знаете, се поврзувала со нехигиена, меѓутоа
Нема везе сега дали некој се бања, дали некој не се бања, едноставно присутна е тука. А конкретно во однос на каснување на инсекти. Крлежи се намали бројот на крлежи затоа што нема сега толку влага. Станува збор за градска средина. Меѓутоа многу тафтабити, многу значи ги има и тука луѓето многу треба да внимаваат и да и ако приметат, значи нема срам, едноставно да се дојде, да се побара стручна помош, да се постави точна дијагноза и да се ја решат ситуацијата. Има навистина нормално луѓето што одат по планини, редовно проветрување, проверка. Едноставно проверка и ако приметат нешто, едноставно да не се срамат, да дојдат каснување, да не се чека, да не се рашири тоа. Да не се прошири на други. Терапијата, третманот, дали е долготраен и како изгледа? Самиот третман не е ништо посебен, значи треба да се помогне на пациентот, меѓутоа треба да се решите од тие инсекти. Постојат служби и едноставно чистење, дезинфекција на околината. Пациентите кои одат по планини, значи кои одат во Охрид, исто така многу пациенти се јавуваат, доаѓаат во контакт со змии, доаѓаат во контакт со шкорпички едни. Па има, не е тоа толку смртоносно, меѓутоа самото тоа нели што ќе го видите, па дали дури носат од дома си ги носат, така да значи не змиите, него шкорпичките, така некој кој им се бутнат во ова. Без да приметат. Да, нормално, едноставно ние одиме кај нив. Така да се побара стручна помош. Ние одиме во нивната околина, така и така да, во нивна околина. Нормално посета по шуми, да пазат секој контакт со животно, веднаш да си побараат стручна помош, затоа што има доста лекачи присутни по ова. Каква е, кажавте дека е третманот, предпоставам, не е толку долготраен, нели се? Не е долготраен. Има, меѓутоа, знаете што се случува? Помалите деца многу бурно реагираат и од каснување на комарци. Да, поготово ако е тоа многу каснување, може и алергиска реакција, нели да предизвика која што може да биде опасно. И тука треба значи да се реагира правовремено. Да, прва помош е многу битна, меѓутоа сепак стручна помош да се побара и да не се остави на тоа. Па тоа е само каснување од комарец. Значи да се побара стручна помош и да му се помогне на дали е дете, дали е возрасен. Се повеќе има алергиски реакции од каснување на инсекти. Инсектите едноставно самите токсини, значи не се исти како што биле порано. Што спомнав еден пациент, докторка, мене знаете ли колку болви ме имаат каснато? Значи меѓутоа ова сега што ми се случува не е сосема различно, да. Кога сме веќе кај алергиите, би сакала да се навратиме за алергијата од сонце. Да. Зошто се јавува алергија од сонце и често пати имате и вие кога сме доаѓале кај вас луѓе што се враќаат од одмор, алергија од алги, кој што има нели без разлика дали е тоа море или како што кажавте Охридското езеро. Има и од Дојран доаѓаат многу со такви кога светаат алгите, значи тие алергиски реакции се навистина многу бурни. Исто алергијата од сонце, бројот на пациентите навистина од година во година. Има луѓе кои што ставаат и заштита и се и повторна алергија. Има, меѓутоа знаете како? Има и соодветен заштитен фактор против алергија од сонце. Значи некој таа фотодерматоза, зависно нели од типот на кожа, зависно колку се изложувал, во кој временски нели период, дали користи некој лекарство или не користи, бидејќи има нели некои лекарства кои се фотосензитивни, и самата таа реакција, алергија од сонце е навистина многу бурна. Но ако веќе еднаш се изреагира на сонце, веќе наредна година пациентите доаѓаат и се подготвуваат. Докторка, да не изреагирам како прошла година што сум изреагирал, затоа што сите бевме многу вознемирени. Не знаевме што е. Значи, постои и да се подготви нели организамот, да таа алергиска реакција
и да се јави да биде многу по минимална отколку нели да биде по-бурна. Појава на алергија има ли врска имунитетот на како не, има. Пак ви кажам, значи многу е битно и имунитетот и дали пациентот има прележано нели вирус, некоја банална вирусна инфекција, меѓутоа сето тоа доведува до пад на имунитетот. УВ индексот значи е навистина многу голем. И обично тие алергии од сонце се јавуваат третиот ден по излегување, по изложување нели на сонце. Значи тоа се со отоци на очи, со силно чешање во предел нели и на лице и оток на уста и навистина делува доста драматично и пациентите се плашат. Знаете, да го гледате нели детето или партнерот, партнерката како нели менува личен опис, како значи навистина не е многу пријатно и нормално и да се уплаши гледајќи на нас, нашата реакција, тоа дополнително стравот се зголемува. Но веќе наредна година се многу поискусни, доаѓаат, прашуваат што, како и многу се внимателни. Ете така, имаме уште 2-3 минутки до крај на разговорот. Би сакала само пред крај на разговорот ке дадеме и совет, ама да ве прашам и за приватната здравствена установа доктор Горица, што има ново кај вас? Има ли некои новитети во областа на дерматологијата? Па видете, јас постојано нели учам, постојано посетувате конгреси, семинари, секаде низ светот. Нели ги пратам сите тие нели трендови што се работи нели во однос на естетската, односно декоративната, естетската дерматологија, така да се она што е актуелно, јас морам да бидам присутна, тоа го работам. Се работи многу нели третманите нели со лазер, се работи многу дерматохирургија, така да знаете како, јас сум таа една која нема навистина се трудам да додадам максимумот нели на пациентите. Многу тешко нели се стигнува до пациентите, меѓутоа уште е потешко нели да ја стекнеш нели довербата и да го задржиш нели пациентот. И многу убаво чувство некој пациент во ординацијата постои веќе 16 години, кога ќе дојде некој и ќе каже: "Ама јас докторка бев кај вас." Да, од бебе кај вас и навистина тоа ме радува. Да. Имаме уште некоја минутка, мислам дека до крај на разговорот. Би сакала само совет за крај до сите кои што не гледаат, кои што планираат да заминат значи на годишен одмор, како да си ја подготват кожата покрај заштитниот фактор, како да ја подготват кожата за никако, значи доволно е пред нели да одиме на одмор да се исхидрира нели кожата, да се направи нели една хидратација, никако агресивни нели третмани, никако да практикуваат колку и у смисло докторка, ма знаете, нема да се изложувам на сонце, значи во однос на естетската нели дерматологија, да си го одложат тоа после одморот, за да не настанат нели хиперпигментации. Значи доволна е хидратација, правилна нега, да се нанесува заштитен фактор во однос на декоративната козметика. Многу често гледаме нели на плажа господи, но и со комплетна нели комплетна шминка, така да ние сакаме да бидеме секаде убави, меѓутоа тоа да биде сведено на минимум. Така, иако може воопшто да нема, бидејќи плажа се плажа. Да. Благодарам многу за гостувањето. Ке ве ослободиме сега, ке ве вратиме на вашите пациенти во ординација, бидејќи сте прва смена, ке ни се извинат ако малку задоците, ама мислам дека нема. Така, јас се радувам. Сега веќе гужвите се порелаксирани во Скопје, бидејќи е почнати распустот. Ви благодарам многу и се гледаме во некоја наредна прилика како да ја подготвиме кожата па за студено време, кога ќе дојде есен. Ви благодарам многу. Благодарам и јас на вас. Прекрасни совети кои се добредојдени за сите нас и јас ви благодарам, па се гледаме повторно, секогаш сте ни потребни. Така.